Централни вести, ви благодарам што сте на Канал 5. Еве ги насловите. Кешишев тврди дека планот за убиството на Вања го смислил Палчо, кого во телефонот го меморирал како царот. Бил во положба на подчинетост на останатите обвинети. Биле таму, ама чуле не виделе. Со мнозинство од 6:3, Советот на јавните обвинители одлучи против разрешување на државниот обвинител. Советот ќе го изготви мислењето во законски предвидениот рок и ќе го достави до влада. СДСМ ќе ја чека истрагата за Кочани пред одлучи за анкетна. Утре, тетатет средба Мицкоски Филипче. Добро е прво да го поразговараме тоа со премиерот, имајќи предвид дека тој прв подаде рака. Доколку навистина има план и желба да помогне, стојам на располагање во секое време. Нема екоцид во Крива река. Компанијата Булмак тврди дека цијанидот бил 5 пати помалку од дозволениот. Гарантираме дека прво, нашата вода која што излегува од јамските простори, нема како да има цијанид. Обвинетиот Владко Кешишев тврди дека во штабот на Десна се договарале киднапирањата, а дека планот за убиството на Вања го смислил Палчо. Одбраната на Кешишев вели дека тој во овие случаи имал подчинета улога, но адвокатот на Палевски тврди дека исказот му бил наметнат. Михајло Видимлиски. Уверувајќи дека му бил верен послушник на Љупчо Палевски, кој во мобилниот телефон го запишал како царот, обвинетиот Владко Кешишев тврдеше дека не бил целосно свесен за планот и убиствата на Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски. Во полиција му било страв да пријави, а кога на Палевски му ја покажал сликата од исчезнатата Вања дека се бара, тој му рекол да стои настрана и да молчи. Владко Кешишев пред да го даде својот исказ, се согласи Палевски да биде отстранет од судница, откако неговиот адвокат рече дека поради влијание и страв може да не ја каже вистината. Судијата го отстрани Палевски, а Кешишев тврдеше дека киднапирањето на жената, за која подоцна ќе дознае дека е всушност девојче, е план на Палевски. Тој само ги слушал наредбите и возел. Велибор го возеше Цитроенот до зградата. Паркиравме на паркингот. Излегува Боре и Велјо, а мене ми кажа да останам во Цитроенот, да не го гасам, да биде запален. Кога влегува во зградата, и мене ми дадоа моторола. Имавме јас, Велјо и Палчо, кој беше во кангуто. По 10-15 минути Велјо ми рече да се препаркирам пред влезот и да го отворам гепекот. Прво излезе Боре. Јас седнав на совозачкото место. Велибор носеше врзана вреќа и ја стави во гепекот. Тој возеше до местото Бразда, каде се заврши се. Кога стасале кај Бразда, по наредба на Палевски стоел на оддалеченост од 20 метри за да внимава некој да не најде. Се свртев 2-3 пати да видам што се случува. Првиот пат разговара, гепекот беше отворен. Не знам што разговара, бев далеку. После кога се завртев, гледам дека почна да копаат. Последниот пат кога се свртев, Палчо во рака држеше пиштол. Се свртев да гледам компатот, да не најде некој и слушнав истрел. Пукање, ама некако тапо. На крајот ме викаа да побрзаме, за да се затрупа телото. Јас не го видов телото, и веќе беше затрупано со земја. Потоа Палчо ги избриша лопатата, ашофот и копачот со ВД-40. Ги стави во кангуто. Неговата одбрана тврди дека немал директна улога во грабнувањата и убиствата, но за одбраната на Палевски пак исказот на Кешишев бил наметнат. Истиот нема никаква улога во извршување на грабнување, а уште помалку во извршување на убиства. Самите слушнавте дека истиот бил во положба на подчинетост на останатите обвинети. Ни еден од нив, нити Велибор, нити Кешишев, кажуваат јавно дека биле таму, ама чуле не виделе. Како можеш да бидеш присутен да не видиш? Едниот зборува еден исказ, другиот зборува други исказ. Јавно се гледа дека се монтирани двајцата и дека зборуваат она што некој им го наметнал. За време на киднапирањето на Панче Жежовски, Кешишев раскажа дека по насока на Палевски го возел Реното Кангу. 2 години предходно заедно со Велибор Манев потврди дека ископале дупката во местноста Рудник. Следно рочиште за случајот е закажано за во петок. Водостојот на Маркова река стабилизиран. Се бројат штетите. Мештаните изминатата ноќ се бореа со надојдените води. Се спасени. Поминала на 5 нови сече. Мостот се тресеше. Мостот.
Утре во владата ќе содржи тет-а-тет средба меѓу премиерот Мицкоски и лидерот на СДСМ Филипче, потврдија и од владата и од опозицијската партија. Филипче на денешната пресконференција изјави дека се надева дека партиите ќе се согласат на лидерска, но дека е добро прво да разговара со премиерот. Андријана Лазова, Божиновска. Утре во 14 часот во влада премиерот Мицкоски ќе биде домаќин на тет-а-тет средба со председателот на СДСМ Филипче, потврдија попладнево од владата, како што велат по јавната комуникација и демонстрираната подготвеност од двете страни. Претходно на пресконференција Филипче рече дека ваква средба треба да има како вовед во изградба на долгорочна државна стратегија. Според него, преку политички диалог треба да подготват стратешки документи за следните 2 децении, со фокус на образованието, здравството, правосудството, животната средина, како најслаби алки во системот. И последната работа, тоа што најмногу граѓаните ги иритира, а тоа е партизацијата и политизацијата. Мораме да ги ослободиме институциите од канџите на политиката и партијата, за да младите луѓе имаат навистина добар компетитивен мерит систем, на тој начин се вработуваат и напредуваат. Се надам дека сега кога политичките партии ќе го слушнат ова, навистина ќе ја прифатат таа лидерска средба. Но добро е прво да го поразговараме тоа со премиерот, имајќи предвид дека тој прв подаде рака и на прво одговори дека средбата е прифатлива. По јавниот повик премиерот Мицкоски одговори дека е непристојно за сериозни теми да се прави естрада на јавна сцена, но повтори дека е подготвен за средба со конкретен план во било кое време. Доколку навистина има план и желба да помогне, стојам на располагање во секое време, ќе го прераспределам мојот распоред на полнок, после полнок, кога ќе каже тогаш да го сослушам неговиот план и да видиме дали по тој план нешто може да се реши. Но доколку планот опфаќа пристап стабри, како што беше во минатото за време на короната, тогаш јас такви планови не можам да прифатам. За собраниска анкетна комисија СДСМ, иако најавуваше, нема да инсистира да се формира веднаш. Филипче истовремено оценува дека истрагата за несреќата во Кочани е селективна, но сепак рече дека ќе дадат шанса на истражните органи. Тврди дека нема ништо против да се отворат и темите за несреќите со Беса Транс Дурмотурс или пак модуларната болница во Тетово. Ова не е повлекување, ова е само механизам да имаме некаков инструмент активиран во момент во кој што би дал вистински резултат. Немојте да мислите дека бегаме од нешто или од нешто се плашиме. Не, може да има анализа, проверка, било каква комисија за било кој настан во минатото. Но сега сметаме во однос на Кочани дека таа анкетна или било каква расправа во собранието навистина треба да има некој резултат. И со оглед на тоа што се уште трае истрагата и со оглед на тоа што укажуваме зашто сметаме дека тој процес е селективен, можно е нешто да се смени и прошири. И во тој контекст сметаме дека треба да почекаме. Во меѓувреме во собрание единствено ДУИ поднесе формално барање за анкетна комисија, но иницијативата им беше вратена поради недоволниот број на потписи од пратеници. Од Мала Речица ова го толкуваат како страф од истрага со меѓународен мониторинг, додека од коалицијата вреди. Им возвратија дека единствена нивна грижа е медиумско внимание. Советот на јавните обвинители со мнозинство гласови даде негативно мислење на предлогот на владата за разрешување на обвинителот Љупчо Коцевски, за кого пак владата ја запре постапката поради истрагата за пожарот во Кочани. Против разрешување на обвинителот се изјаснија 6 членови. Деталите ги има Ивана Становска. Советот на јавни обвинители, за разлика од владата, не смета дека државниот обвинител Љупчо Коцевски треба да биде разрешен од функцијата. Откако минатата недела ја одложија седницата поради немање кворума, ден по изјавата на премиерот Мицкоски дека постапката ќе ја стопираат поради истрагата за Кочани. Денеска 6 од 9 членови се изјаснија против предлогот на владата, а за беа само Кети Петкова, Маријана Илиеска и Ардијан Демири. Гласањето беше јавно, но не и дискусијата што претходеше. Советот одлучи да ја затвори за јавноста поради, како што наведоа, заштита на интегритетот на обвинителот. Детали околу дискусијата не изнесе ниту председателката на Советот Душица Димитриевска, која порача дека нивните ставови ќе бидат содржани во мислењето кое Советот ќе го достави до владата, а не сакаше да коментира ниту како владата ќе постапи во иднина. Советот ќе го изготви мислењето во законски предвидениот рок и ќе го достави до владата. Биде во писмена форма и со образложение дадено и доставено до владата.
Јавноста беше исклучена по предлог на член на Советот, кој што едногласно беше прифатен од страна на другите членови. Со двотретинско мнозинство јавноста беше исклучена, се заради заштита на угледот и интегритетот на јавниот обвинител, како и заштита на податоците кои што беа содржани во доказите кои што јавниот обвинител ги достави заедно со произнесувањето по предлогот. Без разлика на денешното негативно мислење за предлогот за разрешување на Коцевски, тоа не е обврзувачко ниту за владата, ниту за собранието кое ќе го има последниот збор. Но дали и кога постапката ќе продолжи, останува неизвестно. Она на што се однесуваше дека како влада ќе ја прекинеме постапката се однесува на делот што владата потоа по добиеното мислење треба да го испрати таквото мислење до собранието. Во овој контекст сакам да појаснам дека владата и доколку добие мислење од страна на Советот за јавни обвинители, ќе ја запре постапката, односно истото нема да го прати во собранието. Во меѓувреме седница денеска одржа и судскиот совет, кој покри изгласаната интерпелација на 5 минут членовите и најавите дека ќе им се случи народ доколку сами не се повлечат од функциите и понатаму заседава и работи во полн состав. На седницата беше усвоен извештајот за работата на судовите лани, при што Советот констатираше дека скоро половина од судовите биле неажурни и дека над 134.000 предмети останале нерешени. Коалицијата е стабилна. Секој има право на лош ден. Вака премиерот Мицкоски ја коментираше кавгата меѓу Милошовски и Филков околу реформите во судството. Детали од Јана Јосиповска. Пратеникот Антонио Милошовски и министерот за правда Игор Филков вчера имале лош ден. Ова е ставот на премиерот Мицкоски по јавната кавга и меѓусебни остри тонови кои двајцата си ги разменија јавно синоќа околу потребните реформи во правосудството. Премиерот денеска изјави дека владината коалиција е стабилна, а јавното препукување меѓу Милошовски и Филков очекува да застане на, како што кажа, овие два лични става. Пратеникот Антонио Милошовски е член на извршниот комитет на партијата. Тој е дел од мојот најблизок периметар. Министерот Игор Филков знам со какви проблеми се соочи, знам каква состојба затекна во Министерството за правда. Континуирано на дневна основа можам да кажам се координираме и соработуваме, но на што можев да го заклучам, а убеден сум дека се тоа ќе застане на овие два лични ставови, е дека секој има право на лош ден, па така да јас мислам дека тој лош ден и за едниот и за другиот завршија. Прашањето за превирање во владината коалиција се отвори од како пратеникот на ВМРО ДПМН Милошовски вчера во телевизиско гостување, изнесувајќи личен став, го искритикува министерот Филков за, како што рече, слаби перформанси за обврските кои што ги презел за реформите во правосудството. Следуваше остра реакција од Филков, кој на социјалните мрежи му одговори дека тој како пратеник активно учествувал во креирањето на канцерогениот правосуден систем и во донесувањето на штетните измени во кривичниот законник, со што се спасил од одговорност за кривичното дело моќник. Кусурот на Груевски, познат под прекарот џуџето од Небрегово, а јавноста го памети по аферите поврзани со АМСМ и семејните бизниси од Кичево. Изгледа се уште нема навика да одговара пред граѓаните што го избрале, напиша меѓу другото министерот за правда, споделувајќи 16 законски решенија за реформи, за кои вели дека дел се подготвени и објавени на ЕНР, а десетици други што се во процедура. Прашан за коментар, лидерот на СДСМ Венко Филипче пак не сакаше да ги коментира односите во владината коалиција, но како претседател на Националниот совет за евроинтеграција во собранието, смета дека владата нема добар перформанс за реформските закони од правосудството. Факт е дека во контекст на вчерашната преписка владата нема добар перформанс во спроведувањето на реформската агенда во делот на правосудството. Као претседател на Националниот совет за евроинтеграција направивме една анализа во собранието. 35 закони треба да се донесат до јуни 2025 година, во кои што најмногу се од Министерството за правда. Искрите меѓу функционерите на ВМРО ДПМН и знам доаѓаат ден по информациите за несогласувања во коалицијата вреди, за кој што јавно проговори министерот Таравари, кој посочи дека перформансот на кадрите од вреди не е на задоволително ниво. Мицкоски пак тврди дека нема проблеми со нив, соработката е квалитетна, а владата е стабилна. Одбраната на Дејан Давидовски Дешо, обвинет за упадот во собранието на 27 април, а за кого шведскиот врховен суд не дозволи негова екстрадиција и тој се врати во Македонија, денеска побара изземање на судијата Илија Трпков поради пристрасност.
Адвокатот Тони Менкиновски вели дека не очекува праведен процес, бидејќи судијата при носењето на одлуката за организаторите на 27-ми имал свое толкување на упадот во собранието. Теориите дека постоеле одлука на судот во Шведска за политички азил на еден од обвинетите од настаните во собранието и одлука на Врховниот суд на Грција за неекстрадиција на двајцата обвинети, на вистина немаат никакво влијание на оваа постапка. Обвинетиот кој се наоѓаше во Шведска се врати во Република Северна Македонија и се води постапка против него. На вистина не треба да ги мешаме овие наши пријателски земји со настаните во собранието. Еден предмет каде што шведскиот Врховен суд има одлучено дека се работи за политички азил, значи се работи за постапка која претходела на постапката во Македонија, значи дал негативно мислење и смета дека делото за кое се товари не е тероризам. Од таа причина, како одбрана, поднесовме барање за земење на судијата и сметаме дека судот ќе го уважи ова барање и ќе најдат други судии кои ќе одлучуваат по овој предмет. Сојузот на синдикатите бара и сите функционери да бидат на минималец од 500 евра плата. Во спротивно најавува генерален штрајк и протест. За владата протестот е демократско право, но министерот Дурмиши смета дека синдикатот своите барања треба да ги изнесе пред социоекономскиот совет. Сандра Спасовска со детали. Плата од 500 евра за сите, вклучително и пратениците и функционерите или генерален штрајк и протести. Ова беше главното барање што Сојузот на синдикати на Македонија го испрати на нивната прва јавна седница која ја одржаа, марширајќи по скупските улици. Бараат надлежните да го разгледаат и прифатат нивното барање, минималецот да изнесува не помалку од 500 евра, како изголемување на сите други плати за 100 евра, а државата да субвенционира дел од придонесите во период од една година. Со почеток во 12 часот и 5 минути, околу 300 членови на синдикатот од пред зградата на ССМ тргнаа кон собранието, каде ја изгласаа и првата точка од дневниот ред. Не може да има за пратениците, а да нема за работниците. Почитувани браќа и сестри работници, ве молам да донесеме одлука пратениците да бидат на минимална плата до наредното зголемување на минималната плата. Кој е за? Втора дестинација на синдикатот во борбата за повисок минималец беше Стопанската комора. На работодавачите им порачаа да ја прифатат нивната подадена рака и да го спречат иселувањето на младите. Зголемете ги платите за тоа што немаме резервна држава. Ке си одите вие од Македонија, не ние. Последна станица на мирниот марш беше и Линденска број 2, каде побараа повлекување на одлуката за зголемување на минималецот за 1800 денари, која велат владата еднострано ја донесе, почитување на колективните договори, но и намалување на платите на избраните и именувани лица. Првата влада во историја на Македонија која донесе одлука за минимална плата без учество на синдикати. Работниците бараат почитување на општиот колективен договор, раст на платите како што е предвидено. Министерот за економија Дурмиши утрово рече дека морал да ја подпише одлуката за минималната плата без согласност од ДСС, за да нема застој во државата, бидејќи се уште не е утврдена репрезентативноста на ниту еден синдикат, но повтори дека се отворени за диалог и за прифаќање на нова методологија или повисок минималец, ако работниците и работодавачите се договорат. Живееме во демократија, има право секој да излезе на улици да протестира, да укажа својот револт, но јас ќе кажувам пак дека синдикатите веќе им истекна мандатот и веќе не се репрезентативни. Ние како влада го формиравме комисијата која требаше да утврди репрезентативност на синдикатите, таа комисија веќе работи. Инаку, јавната седница на синдикатот, која траеше околу 1 час, ССМ ја започна со едноминутен молк за жртвите од трагедијата во Кучани. Раководството на рудникот Тораница ги негира тврдењата на градоначалникот на Крива Паланка. Велат нема екоцид во Крива река.
а според анализите има за 5 пати помало присуство на цианид од дозволените гранични вредности во водата за пиење. Детали од Дејан Трајковски. Ова е улицата каде што се излеала водата од пукнатата цевка и која што на крајот се влеала подоле во Тораничка река. Од рудникот и фирмата која стопанисува со рудникот Булмак тврдат дека водата која што се излеала нема хемикали и не ги поседува оние опасни елементи кои што беа наведени во јавноста, туку станува збор за технолошка вода во која нема цианид и олово. Велат по пукањето на цевката веднаш биле земени мостри од страна на акредитираната лабораторија, а според резултатите се покажало на крајот дека воопшто ги нема елементите кои што тврдеше дека ги има градоначалникот. Велат водата во Тораничка река има олово, но таа е далеку и под дозволеното ниво. Квалитет на вода за пиење. Во вода за пиење е дозволено да има 50 микрограми на литар цианид. А овде се најдени кај нас испод 10, мислам дека и анализите на општината што е правена и тие се неколку пати пониски од таа гранична вредност за вода за пиење. Гарантираме дека прво нашата вода која што излегува од јамските простори нема како да има цианид, нема од каде да дојде тој цианид. Таа не е никако третирана, не е влезена во процесот на флотирање и на може би имало и не навлегувам во тоа. Нека си проверат институциите, меѓутоа информациите кои што ги кажува градоначалникот се во рамки на вода за пиење во однос на цианидот и нема никаква опасност од тој аспект да врз животинскиот и растителниот свет на Крива река. Градоначалникот на Крива Паланка поднесе и кривична пријава која се уште не е стигната до обвинителството против директорот на Булмак Тоневски, па на прашањето дали бил повикан во обвинителството, тој посочи дека не е тој кој што треба да биде повикан таму, туку напротив треба да се повика градоначалникот на Крива Паланка, бидејќи шири страв и паника помеѓу граѓаните. Инаку поради пукнатата цевка, рудникот Тораница може да плати казна и до 200.000 евра, но секако сега следува спогодба со инспекторите во дирекцијата за заштита на животната средина, каде што ќе се разговара околу тоа и ќе се одреди колкава ќе биде казната поради тоа што се случило во овој рудник. Во Тирс Штип почна со работа фабриката Magna Mechatronics, чија инвестиција е околу 40 милиони евра и предвидуваше стотини вработувања. Благодарение на оваа фабрика се отвораат нови работни места, се зголемува индустриското производство и се зајакнува економијата, изјави премиерот Мицкоски на официјалниот почеток на работа на новата фабрика. Правиме се од една руинирана состојба, како што ја затекнавме, да направиме економија која што ќе биде конкурентна со европските светски економии. Сакам да се заблагодарам на инвеститорите кои ја препознаа нашата земја како место со потенцијал и можности. Ви благодарам што им верувате на нашите работници, на нашата економија и на нашата заедница. Ви благодарам што со оваа фабрика носите развој, иновации и подобар живот за многу семејства. Стабилизиран е водостојот на Маркова река, но по бурната ноќ, во која мештаните се справуваа со надојдената вода, сега се санираат штетите. Јорданчо Цветановски. Се стабилизира состојбата по синоќешното излевање на Маркова река, која направи материјална штета во Студеничани, Батинци, Горно и Долно Лисиче. Нормализиране сообраќајот на локалниот пат помеѓу Горно и Долно Лисиче, а пуштен е и мостот во Батинци. Надојдената вода синоќе зад себе остави поплавени улици, куќи и деловни објекти. Во Пинтија камерата на Канал 5 регистрираше и поплавен деловен објект. Надлежни екипи беа на терен и работеа на решавање на проблемот. Дел од жителите пред камерата на Канал 5 сведочеа за страшната надојденост на водата, со која, како што велат, се борели неколку часа по полноќ. Да прелије овде на Маркова. Ама се спасили, поминала на кај Лисиче, горе на мостот на Тругана и се повлече. Со багери, камиони, песок носеа, спречуева да не оди водата на кај село, дупнава ден деците да оди у ниви да оди водата. Мостот се тресеше. Мостот.
Страшутија беше. Тоа народ беше, тоа цело село беше тука. Најголема штета водата при излевање предизвикала на околните површини во селата, кои се земјоделско земјиште. Изливањето на Маркова река предизвика проблеми во дел од скопските населени места. Нивото на водата било толку големо што поплавило дел од фолиите со градинарски култури. Од ЦУК соопшти дека Маркова река првично се излеала кај селото Љубош, па така дошло до поплавување на соседните населени места. Од Дирекцијата за заштита и спасување велат по најавите за нови врнежи кон крајот на оваа недела ќе работат со сите расположливи ресурси со цел да не дојде до повторно поплавување. Водата е повлечена, дека водостојот на реката е 1,5 метри помалку за разлика од вчера. Добивме информации од УХМР дека во петок повторно не очекуваат врнежи. Во таа насока сакам да информирам дека Дирекцијата за заштита и спасување веќе петок, сабота и недела ќе има дежурство на трите тима, ќе бидеме спремни во било кој момент да бидеме повикани од општините. А на дојдената река го изведе на површина и неодговорното однесување кон природата на дел од граѓаните кои фрлаат отпад во каналите. Освен во Скопскиот регион, обилните дождови и високиот водостој на реката Вардар направија проблеми во Велешко со привремено затворање на мостот на реката кај Башино село. Полицијата вчера уапсила тројца мажи од кривопаланичкото село Луќе поради извршено убиство, соопшти Министерството за внатрешни. Тие се сомничат дека губиле 84-годишниот љс од село Луќе, кој на 29 март бил пријавен за исчезнат. Телото било пронајдено закопано во непосредна близина на неговата куќа во Луќе, а увид извршила екипа од СВР Куманово, посочуваат од МВР. По насока најавен обвинител, телото е предадено на обдукција, а по целосно расчистување и документирање на случајот за тројцата уапсени ќе биде поднесена пријава, додаваат од МВР. Само вистина во продолжение на Канал 5. Александар Видиновски ве очекува заедно со Александар Чомовски и Богдан Илиевски. Пријатно.